Боман, во медиумите на големо се пишува за овој инцидент. Кажи ми што се случило? Добар ден, Ѓорги, значи како што пренеси и ти, всушност јас иако немав желба, тоа поради присутноста на голем број на лица внатре во институтот, каде што сум јас запишан како после дипломец, сепак излегува на виделина она што се случи синоќе, и јас затоа веќе немам намера да молчам. Имено како што се наведува активистот невладин платен од Сорос, човекот кој што го води интернет порталот Безомразно, финансиран директно од британската амбасада во Скопје, вчера со шипка, односно со летва железна, монопод или држат за камера се обиде, се разбира не директно да ме удри, но ми се закануваше, мафтеше со истата, упатуваше најгнасни пцовки и навреди кон мене само поради тоа што некогаш некој него го нарекол со некои погрдни зборови, а јас на социјалните мрежи тоа некогаш сум го искоментирал, и тој вчера се обиде да изнуди од мене со сила некакво извинување. Јас се чудев што се работи пред огромен број на луѓе, пред професори, пред вработени во МИМИ и Институтот за комуникацијски студии. Тој ми се закануваше, мафташе со летвата, ми велеше дека ќе ми направи најгрозни работи, дека сум со најпогрдни зборови се обрати кон мене само, како што кажа тој, поради тоа што он бил многу навреден од пред години и пол и повеќе некои коментари на социјалните мрежи. Јас бев изненаден, беа изненадени и во школата, беа шокирани, бидејќи се работи сепак за високошколска установа, каде што досега никогаш не се има случајно ваков настан, и поради тоа истите дури ме натера да поднесам и барање за поведување на дисциплинска постапка. Се потпиша неколку од професорите, се пријавија како сведоци со цел да сведочат дека она што се случи не треба повеќе да се случи, дека истиот треба да сноси последици, а тоа е дека се обиде пред се физички да се пресмета со мене. Нунковиќ, за овој инцидент го исконтактиравме и со Рачини, тука предлагам да чуеме неговата изјава. Нема никаков инцидент, имаше вербална расправа. Тоа што го читате по порталите и по Facebook фан пејџовите на некои луѓе што себе си се нарекуваат новинари, не е вистина. Нунковиќ, слушнавме, Сарачини веле дека немало инцидент. Кажи ми како го коментираш ова? Се разбира дека за ова доказ е поднесокот за поведување дисциплинска постапка кој го поднесов во Македонскиот институт за медиуми, на кој се наведени повеќе сведоци кои што лично се заложија и повара од мене да ги ставам на список за да сведочат. Бев замолен, а и поради мојата почит кон ним, како и во духот на христијанскиот празник кој не очекува и во екот на Страсната недела, токму од почит кон овој празник и кон луѓето во ИКС и МИМ, одлучив да не поднесам кривична пријава во МВР, иако за истата бев советуван и бев советуван од мојот адвокат да поднесам. Сепак јас одлучив да не одам преку полиција, одлучив само да поднесам пријава во МИМ. Таму има повеќе сведоци, се работеше за повеќе од 10 луѓе. Сите се обидуваа него да го смират, бидејќи јас буквално никако не изреагирав. Бев вреѓан, нападнат со шипка железна, ми беше претено. За сето тоа има сведоци, се разбира, и ќе бидеме и она што ќе го поведе како дисциплинска постапка МИМ, ќе се според нивното ветување ќе биде обелоденото. Јас само можам да кажам дека ова е кулминација на она што претходеше кон мене од страна на поголем број од активистите на невладините организации финансирани од Сорос, а тоа се закани, претења и навреди преку социјалните мрежи. Досега само еднашка преку телефон официјално ми се имаше заканато нивен представник, ова беше прв пат физички да бидам нападнат. Мислам дека како се наближува судскиот процес, пуч и разврската на овој случај со кој се обидуваше насилно да се смени македонската власт, дека сите поддржувачи на Зоран Заев и неговата опција, дека ќе почнат насилно да се однесуваат кон сите што мислат поинаку.